Драги гледачи, вечерва имаме ексклузивна можност да чуеме нешто околу Македонската вселенска програма. А по тој повод со нас вечерва е господинот Никола Галевски, иначе доктор по астрофизика, а и втора генерација генерички инженери кои работат на овој проект. Доктор Галевски, ќе ве молам неколку збора во рамките на програмата. Добро вечер, да ви се заблагодарам за покажаниот интерес, да ви се заблагодарам за вашата желба да се афирмира овој проект кој што би рекол е само делумно познат на македонската јавност. Станува збор за проект од исклучително значење за нашата држава, проект во кој што верувам дека сите ние сме директно или индиректно вложени и со тоа се вложуваме во еднината на оваа наша земја. Можеби структурата на овој проект е помалку јасна, во медиумите излегува некои информации, сакам за гледачите, вашите гледачи, ако ми дозволите секако да изнесам збор 2, ќе се оди во неколку фази, неколку етапи. Првата етапа, базната станица Букефол ќе биде лансирана. Таа базна станица има исклучително напредни својства, исклучително напредни карактеристики. Се однесува подеднакво добро и при слетување на планетарен простор, на сателитски простор, но и во безвоздушен простор. Значи со една ваква станица, за разлика од досегашните модели, ги покриваме трите можни сценарија, трите можни работни простори од кои што ние ќе работиме. Од таа базна станица планираме да лансираме најмалку 2 сателита. Иницијално беше еден, но ете се смогнаа сили за уште еден сателит. Првиот сателит ќе биде така наречениот Варвара Кенелс, кој што ќе има одредена функција, повеќе планетарен фокус во однос на неговите истражувања, и втората ќе биде Митра. Митра може би еден наш мал домашен придонес кон тие вселенски истражувања. Вие пред некој ден се вративте од Аталанта САД. Ке ме молам и некој збор и тука во рамките на работна посета или во принцип за вашиот престој таму. Аталанта за сите нас представува огромно искуство. Заборавив да спомнам, јас сум припадник, како што рековте, на втората генерација на овие генерички инженери. Колегите од Аталанта срдечно не поканија да земеме учество во програмата Аталанта АПБТ. Тоа е еден нивен назив кој што се однесува на ваквите и слични истражувања. Станува збор за една платформа која што обединува над 100 инженери, генерички астрофизичари кои што се фатени во костец со самиот универзум. Од самиот тој контекст од Атланта очекуваме многу нешта, очекуваме пробив на неколку сериозни полиња, за кои што детали може во некоја друга прилика, ако не ми замерите да проговориме, денеска е кусо времето. И таму се работат веќе посериозно се работи на нешто што ќе не допре нас како македонци, односно како нација, како вселенски истражувачи во наредните години. Па по ова се што слушнавме, очебино е дека Македонија нема да заостане во вселенските истражувања. Но бидејќи ова е еден од најголемите проекти на Република Македонија воопшто последнава деценија и се надевам во идно време, некој збор за бенефитот од овие сите истражувања. Бенефитот од овие истражувања ќе биде повеќе кратен. Бенефитот ќе биде прво мораме да разбереме дека станува збор за повеќе деценијски проект. Ова не е проект од денес до утре, како што се знаеме да се пошегуваме со помладите колеги, ние ја приближуваме вселената до светот, вселената до Македонија, вселената до обичниот граѓанин. Секогаш кога можеби имаме тешки моменти, кога се соочуваме со удирање во зид, секогаш со колегите се потсетуваме вселената доаѓа во Македонија. Она што претходно го напоменав веќе е при крај, во завршни фази. Следните 2 проекта се ПИТ-1, исклучително важен, особено повторно за планетарните истражувања, и ПИТ-2, кој што ќе ги опфати истражувањата на сателитите. Македонија е наша, но ќе кажам, ќе подлечам и вселената исто така. Доктор Галевски, многу ви благодарам. Ви благодарам на вниманието. Поздрав до вашите гледачи.